Чат и експлозија синоќа ги исплашиле жителите на зградата број 109 во Скопски аеродром. Станот на третиот кат вивнал во пламен. 72 годишната суседка добила изгореници на нозете и со итна помош била префрлена најпрво во болницата Свети Наум Охридски, а оттаму во ургентниот центар. Докторите констатирале изгореници од втор степен и ја задржале на понатамошно лекување, информираат од МВР. И додека траела драмата, станарите раскажуваат дека прво тргнале да бегаат по скалите во влезот, но толку имало чат и тешко се дишало, пошто се упатиле кон пожарникарските скали и успеале да избегаат. Станот е целосно изгорен, а помала штета има и на околните станови. Од МВР како причина за пожарот наведуваат експлозија на мала плинска боца за варење кафе. Станарите велат дека соседката која била подстанарка во овој стан подолго време немала струја и користела плинска боца и свеќа за готвење, загревање и осветлување. Оваа комбинација вчера довела до катастрофални последици. Да отворам надвор, да видам што е ова, кога гледам чат беше преполно во ходниците. Не можеме ни да излеземе. На 8. До 8 беше и не можеме, мислам, ни да излеземе. Помошни скали има, ама муж ми дека на диализа беше, па не треба да ја пregнува раката и према тоа. Па не ни беше sejedно, мислам, многу се исплашивме, мислам да не продолжи ова, да не. Па имаше 10 минути чукање на кепарното, не знаевме што е точно, но најнаш почна димо да влага низ вратите дома и докато отворивме, цел стан беше цел со чат, не можевме ни да гледаме ни да дишиме. И од паника пробавме се спуштиме 2 спрата надоле, не можевме, ќе се угушевме. Се качивме нагоре да земеме воздух и текна дека имаме пожарникарски скали и по нив се симнавме. Пробавме да отвориме врата да излезе димот, ама димото што толку ни влезе соба и пробавме да затвориме вратата и из пожарникарките се симнавме. Што знаете за соседкава Еве? Па ништо, дека е стара жена, живее под кирија, дека без струја е цело време, нема пари да плати струја. Се грее, не знам, на плинско или на што се грее, не знаеме уште. Денеска ги проветруваа домовите, ги чистаа становите и ходниците во зградата. Велат, уште го чувствуваат чадот. Од противпожарната бригада на град Скопје информираа дека пожарот го гаснале со 4 возила и 14 пожарникари. Пожарот бил целосно изгаснат во 22 часот и 30 минути. Утринава полицијата извршила увид во станот.